Hej, Satnam! Пијам йоги ти. Оставив, се напив доволно, оставив за да се напиеме заедно. Видете? Еве го мојот йоги чај. Се гледа? Пливат зачините. Супер! Весело е овде. Йоги чај. Ке спремаме кичера, за да видиме колку е едноставно за да спремиме кичера. Треба одредени подготовки, но еднаш кога ќе се организираш добро и само го наоѓаш се по флексибилниот начин што тебе ти одговара. Ке спремаме на два начина. Едниот е кога во светото тројство кромит, лук и џумбир ги динстаме зачините, а другиот е кога во водата каде што вари оризот и гравот, кои ни се претходно ставени, само ставаме се. Во една тенџера ставаш се и толку. Не спремаш ништо посебно на страна. Двете варијанти се окей, имаш едно тенџере помалце да миеш, кога ја правиш варијантата, кога све ставаш во тоа едно тенџере. Еве да погледнеме. Во тоа тенџере таму, мене ми се вари киноата и мунги гравчето, што претходно ги ставив. А во другата тава ја загревам и ја спремам за да го ставиме зеленчукот. Видете го зеленчукот, вахе гуру. Супер е. Што имаме овде? Имаме многу зачини, имаме разновиден зеленчук, еве ни го кромичето, лукчето, џумбирот. Тие одат најпрво. Потоа, зачините ги ставаме, имаме зачини, имаме прокелј, морковче, спанајк, сува пиперка по желба. Супер сме. И сега да го погледнеме процесот заедно, да го проследиме колку тоа едноставно се прави. Тука сме. Ставаме кромидот. Џумбир. Лукче. Иако дозите ни се дадени во рецептата, треба да превладува повеќе зеленчук, но можеш и без зеленчук да ја направиш. Можеш и помалце зеленчук, можеш посупеста, можеш погуста. Значи, се тоа варијанти кои можеш да ги менуваш. Ако сакаш чили за малце полуто, кај на чилито, јас сега ќе ставам и чили. Инаку се става на тавата првен гипутер, на лажица, или зависи од дозата колку правиш, и во гипутерот се динста кромидот, лукот, џумбирот. Некојаш можеме и без кромит, лук и џумбир, но дава навистина исцелителни ефекти во нашата кичера. Знаеме дека кромидот помага за енергизирање на телото, но во исто време прочистува и крвта
и го држи телото топло. Ја олеснува и столицата и помага и во варењето. Може ми сега сувата пиперка. Ќе погледнам како ни е. Ова е веќе скоро разварено. Ќе ставам еден ловоров лист и ќе почнам со зачините во оваа фаза. Куркума. Ким имам и мелен, некој ставам мелен, некогаш цел. Јами, грчко семе. Грчко семе. Карамфилче. Цимет. Кардамом. Кардамом и вушпата ставите, само отворете семето да излезе и ќе си ја ставиш и вушпата. Имаме фенел. Коријандер. Ова е мој избор на зачини, може да ставиш што сакаш по избор. Гарам масала. Хинг. Златниот зачин. Хинг. И сакаме хинг. Хинг се става многу малце. Промешуваме. И во оваа фаза може и крупен бибер, и ситен бибер, и потоа бибер повторно на крај. Мириса прекрасно. Кога зачините, ќе го опфатат ќе ги опфатат кромидот и џумбирот лукчето. Ќе почнеме да додаваме целер. Окей. Морковот не го ставам, ја не ќе со морков, ќе ставам морковот во таа што се вари. Спанакот ќе го ставам малце покасно. Навистина можеме да избереме зеленчук како што сакаме. Тоа што е сезонски сега е најубаво и највкусно. Избери поголем дел да е зелен зеленчукот, но може и другите бои, ќе биде шарена и убава. Исто и со мешунки. Супер е мунги гравчето, супер е леќата, сива леќа, црвена леќа, наут, бел грав, шарен грав, црн грав, црна соја, грашок, боранија,
азуки гравче, азуки. Има и други гравови, било кој грав е окей. Ако имаш потреба да биде лесно, тогаш избери ситна мешунка, како што е мунги гравчето или леќата. Во други денови можеш и друга. Од житарки, ориз бел, басмати ориз, интегрален ориз, див ориз, црн ориз, црвен ориз, киноа, амаринт, просо, хелда, пченка, јачмен, овес. Со овесни снегулки може некојаш, јас ако немам време да спремам со подолга житарка, тогаш леќа и овесни снегулки одма се варат многу брзо. Така што таа варијанта остави си ја за совесни снегулки кога навистина треба хитно да спремиш. Овес цело зрно исто е супер. Јачмен кажавме, рж може, зошто да не. Јачмен. И понекогаш може само сакаш да останеш со една варијанта. Ја така правам ако најдам идеална варијанта за тој период што ми е омилена и нему ја мислам. Азуки или мунги гравче, просо, проке, тиква, спанак и тоа е. Никогаш пробај само со мешунките и спанак. Ептене убаво. Супер, сега гледам, може да ставам од... Погледнете колку е убаво. Само да прицврстам камерата. Изгледа супер. И сега ќе ставам овде од кината. Тесната. Океј, ова изгледа супер. И сега, во ова што остана да врие, бидејќи малце ми снема течност, да видиме како ни е другото тенџере. Значи овде ни беше само вода, гравчето и киноата. Тоа е една рецепта како ставаш, првен да се вара тие и во исто време можеш се да додадеш. А можеш и некаде на пола да почнеш да додаваш. Сега ќе додадам малце вода. И со може и други зачини, листите, или може да го правите, да правите оваа варијанта за некој што од домот не сака зачини. Кромиче ставивме, џумбир, целер,
морковче. Говоров лист, пиперка. Сол. И од зачини само малце куркума, други зачини не. За таа варијанта. Ке нас еден сака повеќе зачини, другиот не сака толку зачини. Дете колку едноставно. Ова ќе го затворам и ќе почне да се готви на тивко. Можам во овој момент, ама јас ќе ставам на крај гипутер, ќе ставам и бибер и нане за ова овде. За другата варијанта, сега само ќе го досечам спанакот. Ставам спанак. Сол. И затварам. Додека да се распадне, ќе се крчкам. Најубаво е кога во кичерата не можеш да познаеш што има внатре. Дозволуваш убаво све да се развари, да се разготви и вкусот е ептен благопријатен. Друго што би сакала да кажам за кичерата, сигурно има многу, имаме време да комуницираме. Би било супер и вие да споделувате идеи или едноставно да се најавиш, да дадеш инспирација и поддршка за другите. Ова е супер, денес е првиот снег, имаме зимска кичера, зимско прочистување, одлично. Супер старт за февруари месец. Доручекот е по избор, ќе споделуваме и различни доручеци, некои од доручеци кои ги препорачува Јоги Баџан. Ќе биде весело, yes! И тоа е, ова треба да се готви, кога ќе биде готово ќе фотнам, колку убаво излегло. И тоа е. Сатнам!